Ајде, здраво живо на сите. Јас сум Борислав Стилковиќ, а вие сте на каналот на МК Информер. Се наоѓам на протестите на Сојузот на синдикати на Македонија, кои денеска го блокираат Стопанската комора на Македонија. Истовремено го најдов и претседателот на синдикати на УПОС. Претседателот на синдикати на УПОС, човекот кој што, како што кажа премиерот, беше озарен и се сликавте до него, подпишавте договор за платите, а утре дента бевте на блокада со Трендафилов. Јас мислам дека премиерот не знае што значи солидарност. И може ли да ми го објасните тој дел? Најкратки црти, најкратко што можам да кажам, солидарност е тие што има да дадат на тие што нема. Тоа е момент. Значи, проблемот е во тоа што она што го договори синдикатот НУПО со владата, тоа што е она нешто што преговаравме повеќе од 2 години. Она барање од пред 2 години што го договоривме сега и ова барање за 600 евра минимална плата се две различни работи. Јас тоа многу пати го објаснувам во владата. Администрацијата е една од групите на работници во државната управа, во јавниот сектор кој немаше добиено никакво зголемување на плата години и години нанасед. Ова што го постигна моментално синдикатот НУПОС треба да се каже дека е голем успех. Да, малку е, меѓутоа кога ќе се стави кумулативно до 2028 година може да ги задоволи до негде барањата на работниците. Ние некогаш не сме задоволни како синдикати, не треба да сме задоволни. Значи денеска бараме 600 евра, утре треба да излеземе да бараме 700 евра. Денеска сме добили 40% покачување на плата до 28, утре треба да излеземе да бараме 80% покачување на плата до 2029. Како што кажувам, УПОС е дел на Сојузот на синдикати на Македонија. Одлуката за овие протести донесена на органи на тела на УПОС, на органи на тела на Сојузот на синдикати на Македонија. УПОС секогаш бил најдобровен синдикат во државата, со најмногу штрајкови, со најмногу протести, со најмногу луѓе излезени на улица, тоа никогаш нема да престане да биде. Фактички со тој договор со владата, вие покажавте дека синдикалците не се така тврдокорни, цврсти и така натака, него знаат да бидат толерантни па да ја дадат на кредит зголемување на владата, на рад. Ја мислам дека токму тоа што сме тврди и што сме силни и што сме сложни го добиваме тоа што сега го добиваме. Добро, не е добиено одеднаш, него на рати. Добиено е на рати, токму така, и така каже нашето членство, дека треба да се земе кога се дава. А овакво нешто, искрено да кажам, го кажав и тоа пак, дека 13% до 15% ќе добијат оние наши колеги што имаат најниски примања. А тие примања се 25 до 26.000 денари. Кога ќе се стави на кантар, они оваа година треба да земат зголемување од 4 до 5.000 денари. Што за тие фамилии со плата од 25 и 26.000 денари, верувајте ми, значи многу. Да, како не. Така да беше прифатено од нашите синдикални организации. Ние се договоривме со влада усно, чекаме да се потпишат тие колективни договори кои што се уште не се потпишани, тоа треба сите да знаат. И со мартовската плата исплатена во месец април, тие додатоци и покачување на плата веќе да се земат. Така. Добро. Вредите, фала ви многу. Фала ви на вас. Остануваме на протест. Обавезно и сега и во вторник.